Добро утро и Божи благослов още веднъж. How I told you, my name is Delian. Како што ви кажав, моето име е Делјан. And I'm here with my wife and with all the group of Medical Missionary Training Center Access. И овде сум заедно со мојата сопруга и со цела една група од здравствено-мисионскиот центар Access. I missed to tell you that what I'm working there, we started to work for this school in the last summer. Значи, испуштив да ви кажам претходно дека започнав да работам таму заедно со мојата сопруга минатото лето. I'm responsible for the working program of the students. Одговорен сум за програмот за работа на студентите. And also we have different construction projects in the school that we are developing and supplying something. So this is my job basically. Исто така одговорни сме за некои градежни работи кои што се одвиваат таму во оквирот на училиштето. And my wife, she's responsible. We have for the bakery. Мојата сопруга е одговорна за пекарата таму. We are producing bread. Значи правиме леп, which is for our needs. Кој што го користиме за наша потреба. For the needs of the health center. За потребата на здравствениот центар. And also we have a healthy restaurant in the near city. А имаме исто така и еден ресторан за здрава храна во близниот град. Where we are selling this bread. This is part of our self-supporting work. Каде што го продаваме лебот и ова е дел од таа наша независна служба таму. It's my first time to be here in Macedonia. Ова ми е за прв пат што сум во Македонија. And I'm very happy to be here. И многу сум среќен што сум овде. But if somebody told me few years ago, меѓутоа ако некој ми кажеше пред неколку години that one day I will be here in Macedonia, дека еден ден ќе се најдам овде во Македонија, and I will be in the church, и ќе бидам во црква овде во Македонија, and I will have in my hands a Bible, и ќе држам во раце Библија, I will tell him that will never happen. You are getting crazy maybe. ќе му речев дека тоа никогаш не би се случило. Why? А зошто? Because my life was totally different. Затоа што животот порано ми беше тотално поинаков. And I was different. И јас бев поинаков. I born in a family that they were not Christians. Роден сум во семејство кои што не беа христијани. We never talk about God in our family. Никогаш во моето семејство не зборувавме за Бог. And I like non-Christian things, let's say. И ме интересира, да така кажам, работи кои што не се поврзани со христијанството. When I was 11, I started to smoke cigarettes. Кога бев 11 години, започнав да пушам цигари. Around 14, I started to drink alcohol. Веќе кога наполнив 14, почнав да конзумирам и алкохол. And not just occasionally. И тоа не само повремено. Since that time I started to visit parties and bars. Уште од тоа време, значи почнав да одам по барови, по дискотеки и така натаму. My friends, all of them, they were in the same mindset like mine. Сите мои пријатели и другари беа со ист ум како и јас. I was smoking 1 or 2 boxes per day. Дневно пушев 1 до 2 пакли цигари. And at least 2 or 3 times per week I was somewhere on party. И барем 2 пати до 3 пати неделно ќе бев некаде на некоја забава. And almost every night was finishing without memories for me. И every night, almost every night. Да. Скоро секоја вечер едноставно ќе се завршуваше така што едноставно воопшто не се ни сеќавав што се случуваше таа вечер. Yes, I was just over drinking. Едноставно бев ќуток пијан. Very often also I started to use some drugs. Често почнав да користам дури некој вид на дроги. I have tried almost everything. Скоро се сум пробал, значи. And I'm not proud of these things. Не се гордевам со ова нешто. But in those times that was for me the best pleasure, the best thing
Но life. во тоа време тоа го чувствував како најголемо задоволство, нешто најдобро во животот. That continued when I was in the university. Тоа исто со такво темпо, значи продолжив и за време на универзитет And also some years after that. и дури и неколку години после тоа. I had one period that I was smoking very often marijuana, Во еден период многу често користев марихуана, like almost every day. скоро секој ден. And sometimes I was coming back with my car, not having memories. I didn't know what happened. Like, Некојаш се движев со автомобил и едноставно не знаев ни кај сум ни што сум. in those times I didn't have any purpose of the life. И едноставно во тоа време немав никаква цел во животот. I was just dreaming to have more money, Сонував да се збогатам, to be able to afford every night to be somewhere in different place. за да можам да си овозможам секоја вечер да бидам на некоја поинаква забава и место. Can you imagine? Можете ли да се замислите? In one moment, I started to realize something. Во еден момент почнав нешто да сваќам. How important is to have a goal, to have a purpose of the life. Колку е важно да имаш цел во животот. Do you know, I will tell you a short story. Еве ќе ви кажам една кратка сторија. There were two young guys. Беа двајца млади момци, They lived in the island Madagascar. живееа на Мадагаскар. One of them was very poor Еден од нив беше многу сиромашен, and he was not educated also. значи не бил ни образован, And he didn't have many skills, he didn't speak languages. значи немаше некои посебни Умения. Таланти. таленти, да, таланти и нити пак зборуваше некои јазици, Да. But he had a certain goal, certain purpose. in но his life. имаше одредена цел во својот живот. He really wanted to go in Australia. Тој сакаше да замине за Австралија. And there was another guy from the same island А од истиот тој остров, од Мадагаскар, постоеше едно друго младо момче, that he was coming from a very wealthy family. кое што пак доаѓаше од богато семејство. That his father gave him very good education, Неговиот татко му обезбедил добро образование, he knew some languages also, познавал неколку јазици and his father gave him a big yacht и наследил од неговиот татко и голема јахта, full with fuel, полна, значи со гориво, and he gave him a lot of money, еден куп пари му дал and he told him, okay, the life is before you, you can go wherever you want. и му рекол животот е пред тебе, оди и прави што сакаш. And this guy started the trip with the yacht. Ова момче започнало, значи, да плови со јахтата. He had a lot of fuel. He could go around the world one or twice around the Значи, world. јахтата му била толку полна со гориво што можел 2 пати, 3 пати да го заобиколи светот. But he didn't have certain goal. Меѓутоа немал никаква цел во животот. He was saying one day, okay, I would like to go to United States. Си велел, еве, во ред, ајде, ќе одам до Соединетите Американски држави. He had all this modern equipment. Значи, имал сета онаа модерна опрема, He was adjusting everything and just putting the aim, and the yacht was going. наместил се како што треба и јахтата се упатила кон Соединетите Американски држави. But after one week, let's say, after the trip was going, like progressing, Меѓутоа, да речеме, после една седмица, како запловил, he changed his opinion. го сменил своето мислење. No, I don't want to go to United States. I would like to go to South America. Let's see how it's in Brazil. Си рекол, не одам во Соединетите Американски држави, ај ќе појдам до Бразил. So he started to go to Brazil. И свртел и пошол на кај Бразил. After a few days traveling, he was saying, okay, let's go to another place. Let's go to Spain. He was turning back and going to Spain. После неколку дена се премислил и рекол, ајде ќе одам за Шпанија, завртел па на кај Шпанија. And that continued a lot of time. И тоа долго време така продолжувало. And one day, И еден ден his fuel finished. му завршило горивото во јахтата And he was in the middle of the Atlantic Ocean.
И се нашел среде Атлантскиот океан. And the other guy, remember from the beginning, А она друго момче, се сеќавате, што ви го кажав на he почетокот? had a little boat Имал мало бродче, with one, how do you say, this thing that when the wind blow, the boat's moving. да, едрелица, да. Yes, and he had also some products for this trip to Australia. И со себе имал нешто од продукти за да му се најдат за неговиот пат до Австралија. And he had just a simple compass knowing the direction that he's И traveling. едноставно поседувал само едноставен компас за да знае во кој правец се движи. And he had many trials in the ocean. И наишел на многу проблеми среде океанот. Sometimes big storms, Некогаш големи бури. sometimes the sun was very strong. The sun was shining very strong. Понекогаш сонцето многу го печело. But he knew his purpose and he was traveling a little by little, Меѓутоа си ја знаел целта пред себе и малку по малку одел напред. And eventually he arrived to Australia. И најпосле стигнал во Австралија. So he didn't have the potential that the other guy had, Значи ги немал оние потенцијали што ги имало на друго момче, but because he had certain goal before him, меѓутоа затоа што имал цел пред себе and with diligence he was striving to this и goal, трудолюбиво се трудел, значи да ја постигне целта eventually he had success. и најпосле успеал. Comparing with the other guy, he had a big potential, Во споредба со другиот, кој што имал големи потенцијали, but not having certain goal меѓутоа кој што немал цел во животот. from one place to another to the other. And Одел од едно на друго место, односно не ни стигнал. eventually he didn't do nothing. И на крајот ништо не направил. This is happening in the life also. Ова се случува истото и во животот. It's very important in the life to have a certain goal and to strive to reach that goal. Многу е важно да имате цел во животот и да се трудите да ја постигнете таа цел. In this moment, after the alcohol, the cigarettes and these things, I realized the importance of the goal. Значи среде таа збрка во мојот живот, цигари, алкохол и така натаму, јас сватив ова важност да се има цел во животот. I set a goal. I want to be successful in this world. Си поставив цел и си реков сакам да бидам успешен. I want to have a prestigious job. Сакам да имам престижна работа, I want to have money. сакам да имам пари, I want to have a good house, убава добра куќа, a good car. убав автомобил. By the way, my hobby was the cars in that time. Значи во тоа време патем да ви кажам дека хоби ми беа автомобилите. I liked very much to drift with the car. Do you know what is drifting with a lot of smoke and the tires are spinning? Сакав многу да, како се вика тоа, дрифтање, окей, нема некој назив наш со кола. So I was doing this drifting wherever I can, in the city, in the center, wherever I see a good curve with good asphalt, I was using immediately to slide. Значи секаде кај што ќе налетав некоја добра кривина, добар асфалт и едноставно го правев тоа со мојот автомобил. Sometimes I had troubles with the police. Некогаш си имав проблеми со полиција. Sometimes I was hitting my car, not like. Некогаш ќе ја чукнев некаде мојот But I had one автомобил. of my dreams was to have a real like professional drift car and to go to competitions. И мој сон беше да имам професионален таков автомобил и да одам да се надпреварувам. So basically, my goal was connected with the money Значи во суштина мојата цел беше поврзана со пари. because I wanted also to travel a lot, different vacations in the world to see new things, islands and mountains, everything. И исто така имав голема желба да патувам насекаде по светот, да гледам места, планини и така натаму. So what I needed to have success, I mean to reach these goals was the money. I needed money. Значи, она што ми беше потребно за да ги постигнам овие цели во мојот живот беа парите. So I started to study some books how to become rich. И така да почнав да проучувам, да читам некои книги за тоа како да се стане богат. Some trainings I did also. Значи, дури посетував и некои курсеви. And eventually I fulfilled this dream. Maybe not completely,
И некако, можеби не целосно, но го ја постигнав оваа своја цел. But I became a regional manager of one German company. You became Yes. manager? Yes. Original. Regional. Regional. Значи, станав регионален менеджер на една германска компанија. Да, it's a worldwide company with more than 50 offices in Europe. Значи, светски позната компанија со преку 50 своји седишта, канцеларии низ Европа. I had a very fancy office, Имав една многу, мислам, прекрасна канцеларија, brand new company car, нов автомобил од компанијата. independence, like my boss was in Sofia and he was telling me, to me it's not important if you go to work or no, just at the end of the month I want results. Значи, голема независност имав, затоа што мојот шеф беше далеку во Софија и не изискуваше некоја посебна одговорност од мене, работи, на крајот битни се резултатите за мене. That was basically my dream job. I was imagining job exactly like that. Значи, буквално добив работа каква што сонував да добиам. But in the same time, Но во исто тоа време, that I started this job, во исто време кога започнав со оваа работа, my ex-boss, мојот бивш шеф, I worked for him for 6 years, за кого што работев 6 години, he gave me a Bible. ми подари Библија. He explained me some things. We were talking on this topic of something about God, about the devil. Значи ми објасни нешто околу Библијата, разговаравме околу на тема Бог, ѓавол и така натаму. I started to read the Bible. И започнав да ја читам Библијата. And I started to realize something. И започнав да сваќам нешто. I was thinking, okay, what are the most important things in the life? Си реков, добро, кои се најважните нешта во животот? I started to see, okay, what is important? It's important to have love. To have love. Work is important. No, it's important to have love. Okay. Че битно е да имаш љубов. I was thinking, can you buy love with money? И си размислував, па може ли да купиш љубов со пари? Maybe you can pay to a very beautiful woman to stay next to you. Може би ќе ја дадеш пари на некоја убава дама, девојка да седи до тебе, да But биде. this is not love. Меѓутоа тоа не е љубов. Or can you buy health? Или да речеме, можете ли да купите здравје? You can maybe buy very expensive medicines Значи, може да купите скапи медикаменти. or to pay a surgeon. Или да платите, дебело да платите некој хирург. But this is not health. Меѓутоа тоа не е здравјето. Or can you buy hope, for Или example? дали може да купите надеж? No, you cannot buy hope. Many people with a lot of money, I know many of them, they are scared from the future. Мнозина знам кои што се богати, но меѓутоа се плашат од иднината. They are scared from the death. Се плашат од смртта. What will happen with my wealthiness? Што ќе се случи со моето богатство, си велат. Can you buy secureness? Можете ли да купите сигурност? No, you can pay to security, but when you go to sleep, you will be always afraid. Можете да платите некоја компанија за безбедност, за сигурност, меѓутоа кој ќе отидете да спиете, пак можете да бидете несигурни. And we can continue this list with И можеме many да others. продолжиме со оваа листа. And I realized that neither one of the most valuable, the most important things we cannot buy with money. И сватив дека ниту една од најважните работи во овој живот не можете да ги купите со пари. Do you know one of the most, the worst thing to not have any goal? Најлошото во тоа да се нема цел во животот, The only one thing that is worse to not have a goal. единственото нешто што е полошо од тоа да се нема цел во животот, Is to have the wrong goal. е да имаш погрешна цел во животот. Because if you have the wrong goal, Затоа што ако имате погрешна цел, you will spend your time, ќе го поминете времето, you will spend your efforts, значи ќе го истрошите своето време, својот труд, your hope, својата надеж, and one moment
at the end of your life might be to reach your goal И може би при крајот на својот живот и да ја постигнете целта and to realize that it doesn't deserve. и да сватите дека не е вредна таа цел. And за you се. don't have second chance for А this немате веќе втора шанса во живот. because the life already finished. Затоа што животот веќе одминал. That happened with many people. Тоа се има Yes, случајно со многу луѓе. One of them is Steve Jobs. Do you know Steve Jobs? Сте слушнале за Стив Джобс? He is the founder of Apple. Тој е основачот на Apple. He already passed away. Веќе е меѓу починатите, But his company still is one of the most successful. а неговата компанија е се уште една од најуспешните во светот. Do you know he died from cancer? Знаете ли, сте слушнале Years дека ago. тој пред неколку години почина од рак. And he still for many people like an idol, like an example for И successful men. тој in е this се world. уште за мнозина во светот како пример за успешен човек. Do you know what he says in his last days staying in the hospital? Дали знаете што кажал во своите последни денови пред смртта додека бил во болница? You can find in internet their quotations from him. Може да најдете некои од неговите изјави на интернет. He says, I'm staying in the bed in the hospital. Тој вели, вика, лежам во кревет, во постела, во болница. I see that my life is already finishing. Гледам дека мојот живот веќе одминува And I'm looking a lot of numbers in my bank account. и гледам еден куп цифри на моите сметки во банка. But those numbers, they don't warm you. They don't warm you. They don't make you feel warm. Меѓутоа, сите тие цифри Да. не ме загреваат. Не ми даваат топлина, да. Да. And I think about all the missed moments of love in my life and all of missed opportunities. И си помислувам на сите оние испуштени можности во мојот живот. Basically, he was sorry how he spent his time in his life. Во суштина му било жал за тоа како го поминал животот. If he could change, if he Кога- could go back, Кога би можел да се врати назад и да направи некои поправки, he would change. He would Тој- not live the same. тој би го направил тоа, значи не би го живеел истиот живот што го живеел. Many of us we set before us wrong goals, Мнозина од нас си поставуваме погрешни цели во животот. and I did the same. И јас истото тоа And го I am сторив. thankful to God that I realized it on time. И слава му на Бога што сватив на време. Look what God says in the Bible about this. Да видиме што вели Бог во Библијата во врска со ова. This is in Isaiah chapter 55. Исаија 55 поглавје, Verse 2. Could you please read in Macedonian? 55, verse 2. 55 глава Исаја, 2 стих. Зошто да ги трошите сребрениците за она што не е леп и својата надница за она што не сити? Послушајте ме мене и ќе јадете добро и ќе уживате во сочни јадења. You see? Where Jesus says, why you spend your time for things that it doesn't deserve? Why you spend your money for things? Why you set wrong goals? Значи Господ вели зошто ги трошите парите за она што не сити, што не е потребно, зошто си поставувате погрешни цели во животот. And I'm very thankful to God that He showed me on time. Благодарен сум му на Бога што навреме ми го покажа ова. I already was reading and I remember a story in Luke 18. Додека читав, ми текна сега на една сторија во Лука 18 глава. Yes, now we don't have much time, we will not going to read, but I know that you know this story. This is for the young men who, Се сеќавате, немаме многу време да читаме, меѓутоа станува збор за еден млад човек, the young rich man who went to Jesus and asked him, what I can do to have eternal life? младото богато момче кој што му пристапи на Исуса и го запраша што треба да направам за да наследам живот вечен. And Jesus told him, keep the commandments. И Исус му вели, држи ги заповедите. And after that, he said, okay, I'm doing this. Since my childhood, I'm keeping the commandments. Младото момче му одговара на Исуса, па да, тоа го правам уште од младоста, ги држам заповедите. What else? What I lack?
А што друго ми недостига? And Jesus told him, И leave everything else and come and follow me. Исус му вели, остави се, дојди и следи ме. Sell your wealthiness, give to the poor and come. Продади се што имаш, дај им на сиромашните и дојди. And when I was reading this, that touched my heart a lot. И додека го читав ова, така силно ме допре. And I realized that I live very selfish life. И сватив дека живеев многу себичен живот. I was making good money, Добро заработував, having comfortable life, имав еден лагоден живот, but I realized that I have the wrong goal но сватив дека имам погрешна цел. and I'm not following Jesus completely with the completeness of my heart. И дека не го следам целосно Христа со цело срце. And I knew that I need to change. Знаев, сватив дека морам да направам промени. And on my baptism 3.5 years ago, 3.5. И кога се крстив пред 3,5 години, In the same day after the baptism, I received an invitation во истиот ден кога се крстив, примив покана to go to Bolivia to be a missionary. да одам во Боливија и да бидам мисионер во Боливија. And I accepted. И ја прифатив тој повик. God showed me that this is His will for my life, Господ ми покажа дека тоа е негова волја за мојот живот. and that was the best decision that I have taken in my life. И тоа е најдобрата одлука што сум ја донел во животот. And after that, I received the real happiness. И после тоа ми дојде и вистинската радост во животот. And I believe that this is possible just when we walk according God's will. И верувам дека сето ова е можно само ако постапуваме според Божјата волја. Very many beautiful experiences God gave me. Господ ми даде прекрасни искуства. Over there I met my wife, Blanca Hernandez. Таму во Боливија се сретнав и со мојата денешна сопруга. For many years I was very lonely. Многу години се чувствував осамен. God fulfilled my loneliness, Господ ја потполни таа моја осаменост, but He knew that I need a wife also. меѓутоа исто така знаеше дека ми е потребна, еден ден ќе ми треба и жена. I had many requirements. Имав многу можности. And some of my friends, they were thinking that this is impossible to have a woman with all of these things to be together. Значи имав цела листа на барања и некои од моите пријатели велеа дека не е можно да најдеш ти ваква жена. But I told them, even if there is just one woman like that in the world, Но им реков, па дури да е една таква да God will постои meet me with her. во светот, Господ ќе направи да се сретнам со неа. And that happened. И тоа се случи. And I asked them when we arrived in Bulgaria with her, I invite them to be my guests. My friends that they were Значи adopting кога се сретна со мојата сопруга, ги повикав и пријателите and I asked them, is it true this? и ги прашав, вистина е или не е? They said, okay, yes, it is true. Мора да признаат дека е така. Yeah. So God is faithful. He also, even that I was working without payment, without salary for 1 year. Господ е навистина верен. Значи, иако цела една година работев таму во Боливија бесплатно, He provided for all the needs that I have and my wife. Господ обезбедуваше за мене и за мојата сопруга се што ни требаше. He provided us beautiful place to have and to make a wedding. Ние обезбеди едно прекрасно место каде што се венчавме. He did miracles providing money for the tickets, for flight tickets. Also. Направи чуда исто така да обезбедиме, да најдеме пари за нашиот лет. And encouraged us a lot. И многу не храбреше. I think that if we follow God, Мислам, ако го следиме Господ, He is always faithful to fulfill His promises. дека тој е секогаш верен да ги исполни своите ветувања. Many people are afraid to make this step, Многу луѓе се плашат да го направат тој чекор. to follow God completely and to work full time for Him. Целосно да го следат Бога и да работат цело време за Него. Because we think, but what I will eat, how I will feed my children, and how is going to happen? Затоа што размислуваме па како ќе заработуваме за храна, за децата, за семејството и така натаму. Look what Jesus says in Matthew chapter 6.
Да видиме што ни вели Исус во Матеј 6 глава. From verse 31 to 33. Please, if you can read. Матеј 6 од 31 до 33. Да. И така не грижете се велејки што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето ова, но барајте го првин царството Божјо и неговата правда и се тоа ќе ви се додаде. So Jesus says, don't worry about the money. Че Исус вели, немојте да се грижите за парите. Imagine that the money, they don't exist. Замислете си дека парите не постојат. Yes, they are necessary to cover our expenses, Да, навистина се неопходни за нашите трошоци, but first set a goal. меѓутоа првин поставете си цел. Heavenly kingdom Небесното and царство God's righteousness. и Божјата правда. Set this goal and everything else is going to be added. Поставете си ја таа цел и се друго Господ ќе додаде, се ќе биде средено. I will share one short experience. Ќе споделам со вас едно кратко искуство сега. Last year, Минатата година we were working in another Adventist project in Bulgaria. работевме на еден друг адвентистички проект во Бугарија We finished our work there, и откако ја завршивме работата and we таму, were invited in the missionary school. бевме поканети во мисионското училиште. And God showed us that we need to accept, so we accepted and we moved there in Banja. Господ ни покажа дека тоа е вистински чекор и ние го прифативме и се преселивме. In the same time, I was giving, we made evangelism in one different city with one reformer church in Bulgaria. Во исто време се подготвувавме и за евангелизација со една црква од реформното движење во Бугарија. And after that, 12 people, they wanted to read the Bible. We gave them Bibles and they wanted to have Bible study. 12 people. После оваа евангелизација, 12 души посака да проучуваат Библија и проучувавме заедно со нив. So every Sabbath, we decided with the Reformer Church that every Sabbath I will go every afternoon and together with the church members and with the new people we will have Bible study. Се договоривме со црквата таму и со членовите на црквата дека секоја сабота попладне ќе доаѓаме и ќе имаме библиски проучувања заедно со тие нови лица. So every Sabbath I was traveling. In the beginning 60 kilometers. Значи на почетокот секоја сабота морав да патувам 60 на километри. After that we moved for shortly in our village, that was around 200 kilometers, going... 600 you said. No. In the beginning 60 kilometers I was Okay, traveling. After that 200 kilometers. 200, both directions. So you moved. Then I moved to my village for a while. You come closer to the church? No, more further. First was 60 kilometers, after that 200. Не го разбрав, ја мислев дека се доселил поблизу да му биде, меѓутоа тој отишол всушност подалеку, Подалеку, 200 километри. Да. Оддалеченост од местото каде што била црквата. After that, after a while we moved to Banja, to the missionary school that we are now. Потоа се преселивме во Бања, таму каде што сме сега во мисионското училиште. This is 80 kilometers away from this city that I was giving the Bible. Тоа му е отприлика негде 80 километри од црквата каде што ги дава овие. Yeah, so every Sabbath I учувања. was traveling 160 kilometers, going back. Така да секоја сабота 160 километри натаму наваму патував. In the beginning when we moved there, На почетокот кога таму се преселивме, we almost finished our money with my wife. едноставно скоро и да ги потрошивме сите пари што ги. I needed со it was Friday and I needed to travel the next day to Veliko Trnovo, to this city to give the Bible study. Значи беше петок и веќе требаше се подготвувам да одам во Велико Трново за овие библиски проучувања. My car was almost empty, the gas was empty and I have a gas system and the benzene also was very little. Значи резервоарот на мојот автомобил веќе скоро беше и празен. And I had just 5 euro. А имав само 5 евра со себе. And I said, okay, I will go to charge the car with what I have. И си реков, во ред ќе одам и ќе наполнам колата, автомобилот толку што имам. God gave me this responsibility, so I need to... Штом Господ ми ја дал оваа одговорност, одам. So I put this 5 euro. Ги
Значи наполнив гориво за 5 евра. and the next day I traveled. Следниот ден тргнав на пат. I had some troubles with the car. Имав некои проблеми патем со автомобилот. Was not working on gas well, but eventually I reached there. So you put gas? No, yes. Eventually I reached this place. На некој начин на крајот ја успеав да стигнам. And I had one hope. 2 months before I gave some money to one man that was friend of the church that he was visiting. He was in need, and I gave him some money. 2 months before that. 2 months before I gave. Значи пред 2 месеци пред овој настан, значи на еден човек во црквата кој што имаше голема потреба му дадов нешто пари на заем. And I had a hope maybe this man will come to give me back the money. So I was praying to God, if this man already has the money, please impress him. He was not visiting every time. Значи се молев на Господа да ете така некако се случи, иако не често доаѓаше овој човек во таа црква, да се случи да дојде таа сабота па да ми ги врати парите. To be able to charge some fuel and to come back and everything. За да можам да наполнам да го наполнам автомобилот и да се вратам дома. So I went there and it was a blessing because they were 3 new people and the small church was full. Благословено беше таа сабота затоа што имаше некои нови луѓе и црквата беше полна. And I saw this man also was there. И забележав дека човекот беше присутен. I said, maybe he will give me back the money. И се реков, сега прилика, можеби ќе ми ги врати парите. So eventually, praise the Lord, yes, he gave me the money. И да, навистина ми ги врати парите. And I was so happy, and I sit in the car and I said, thank you God, you're so good, now I can charge more fuel and I can go back. Бев пресреќен, Господе, ти благодарам што си толку добар, ете сега можем да наполнам колата и да се вратам назад. And I was driving back. Кога се враќав назад, значи возејќи, and one man called me from the church. Ме повика на телефон еден човек од црквата. They are very nice family. Тие се едно прекрасно семејство. His wife always was cooking and giving us to me and my wife some food when we were departing from there. Значи секогаш знаеја неговата сопруга, поготово да ни дадат храна на мене и на мојата сопруга кога ќе тргневме од таму назад. Very often we were eating supper in the car traveling back to it was getting late. Често пати се случуваше касно на вечер кога се враќавме да вечераме во автомобилот. And this the guy called me and he said, look, check where is the food because I gave you 30 euro there for fuel because you are coming for the Bible study. Човекот ми се јави ми рече, провери таму каде што ви е храната, ја ти оставив и 30 евра за да ти се најдат за пат. Because every time you are coming and this. Затоа што често пати патуваш. So I said, oh God, thank you so much, you provided. Му се заблагодарив на Господа ете што обезбедува. And 2 days after that, 2 дена после ова, came a person to me. Доаѓа една личност до мене. And he told me, I understood that you are giving Bible studies to different places. И ми вели, разбрав, слушнав дека даваш библиски проучувања на различни места. And that you are traveling every Sabbath. И дека секоја сабота патуваш. So he said, God impressed me and I'm giving you 50 euro to have for the fuel. И Господ ме поттикна да ти дадам 50 евра да ти се најдат за гориво. So that shows how faithful is God. Тоа покажува само колку е верен нашиот Бог. If we seek His heavenly kingdom, Ако во прв план вие неговото небесно царство, and to imagine that the money then don't exist and just use them like necessity. И замислете си дека едноставно парите како и да не постојат. Туку ете така како некоја неопходност само ги користите. He will always cover our needs. Тој секогаш ќе ни обезбеди за сите наши потреби. Do you know in 1 Corinthians? Дали се сеќавате во прво послание до Коринќаните? Chapter 9 verse 7. 9 глава 7 стих. Apostle Paul says, whoever goes to a war on his expenses. Апостол Павле вели дали некој оди да војува на своја сметка, на свој трошок. God is calling every each of us.
Господ не повикува секого од нас to be in His army, да бидеме во неговата армија, to be soldiers да бидеме for војници, Him. And He is faithful а тој е верен to pay for our needs. да обезбеди за сите наши потреби. And I'm inviting every each of you Секого од вас ве повикувам who wants to set his goal in the life. за секој оној кој што сака да си одреди цел во On животот, first place, to be God's will, секојаш на прво место да биде Божјата волја, His heavenly kingdom, неговото небесно His царство, righteousness. неговата праведност. Let's stand up. Да станеме сите, Who wants to За make God on first place in his life, сите оние кои што сакаат на прво место да им биде Бог. to stand up and Станете сите кои што го сакате тоа. to tell these things in a prayer to our God. И да му ги кажеме овие нешта во молитва на нашиот Бог. Let us pray. Да се помолиме. Heavenly Father, Небесен Татко, thank you so much, God, Ти благодариме Господи for this beautiful Sabbath, толку многу за ова прекрасна that we сабота. can gather together and we can study your word. Да можеме сите заедно се собереме да проучуваме Твоето Слово. In this moment, God, Во овој миг, Господе, we are standing up before you стоиме пред Тебе and we would like to confess and we would like to declare би сакале да признаеме и да изјавиме for you to be on first place in our life, да кажеме Ти, Господе, да ни бидеш прв, to follow you wherever you want us да Те следиме секаде онаму каде што сакаш да појдеме and to do whatever you want. и да правиме се што сакаш Ти. Help us, God, to not think of material things, Помогни ни, Господи, да не размислуваме за материјалното, but to have this faith to see the invisible things. туку да имаме онаа вера да гледаме на невидливото. In the name of Jesus we pray. Во името Исусово се помоливме. Amen. Амен.